Драги гледачи, во ова најново издание на емисијата Инфорегион ќе поразговараме за една тема со која што можеби малкумина во нашиот град се запознати, а тоа е 22 годишното постоење на Центарот за ментално здравје, кој што е на некој начин одделение на ЈЗУ психијатриска болница во Демирхизар, кој што функционира и работи во старите бараки кои што се наоѓаат на некогашниот простор на поранешната брза помош во Прилеп. За оваа тема, како што кажав, со која што можеби малкумина во нашиот град се запознати, ќе поразговараме со раководителот на Центарот за ментално здравје, доктор психијатар Кире Стојановски и психологот вработен во оваа установа Александар Димески. Разговорот го започнуваме со раководителот на Центарот. Пред се да ви посакам и на двајцата добре дојдовте во студиото на Инфокомпас, која што благодарам за поканата. Да, една навистина интересна тема која што на некој начин можеби е табу тема, се уште постојат стигми во нашето општество, па би сакале и ние како медиум да ги разбиеме истите. Како што кажав, отворен е во далечната 2002 година. Ајде да започнеме малку со историјата како во Прилеп се отвори еден центар за ментално здравје кој што функционира во состав на психијатриската болница во Демирхизар и дали граѓаните се запознати, не се запознати за неговото постоење и неговото функционирање? Па како прво благодарам за можноста да го представиме центарот и неговото работење. Отварањето на центарот е неинтересно приказно, поврзано со стигмите што ги кажавте околу менталното здравје и пациентите или корисниците кои ги третираме. Именно отварањето на центарот е проект на Светска здравствена организација и на Светска банка, понуден уште далечната 2002 на ЈЗУ психијатриска болница Демирхизар да се отвори и првично било замислено да се отвори во Битола. Но поради административни потешкоти, поради немајне сенс и разбирање за потребата од вакви центри, размислувано и решено е да се отвори во Прилеп. И среќа што тогаш градоначалник на Прилеп бил доктор Сашо Пиргановски, исто психијатар, кој што е разбирал потребата за отварање на вакви центри и многу брзо се средиле сите процедури и центарот некаде од септември 2002 функционира во Прилеп и еве непрекинато 22 години. Како функционира? Која е неговата намена и функцијата? Намената на центарот е да се постигне ресоциализација, реинтеграција на пациентите кои што или биле хоспитализирани дали во болницата во Демирхизар, дали во Прилепската болница, за да им се подобри, да им се помогне во подобро функционирање во секојдневниот живот, да се осамостојат во нивното функционирање, си идат во центарот, имаат повеќе активности кои што можат да ги извршуваат. Пред се тука е нивната дружба, работата со нас како тим, јас како доктор, психологот, медицинскиот техничар, социјалниот работник што идат. Функционира на тој начин што на пациентите му се дава терапија, за секоја промена во нивното здравје, во нивната психолошка состојба се разговара. Понекогаш и тие си помагаат меѓу себе, ако не може некој да се сети, го сеќаваат другите пациенти и кажуваат тој пациент или тој корисник има потреба да му се помогне. Доаѓаат на дневна основа тука? Доаѓаат на зависи. Тоа е замислен како дневна болница и треба да идат на дневна основа, само што мора да имаме разбирање. Има некои што сте надвор од градот, што не можат да идат секојдневно, има некои што се обврски, има некои малку и чудно звучи, ама и што работат, па и си функционираат, одат на работно место и ги користат услугите на. Тука му се дава терапија за определен период, се следи нивната состојба, им се помага околу секојдневните работи. Во моментов колку граѓани од Прилеп доаѓаат во центарот во овој момент и дали имате отприлика некоја статистика колку за овие 22 години поминале наши сограѓани и ја добиле потребната помош која што им било потребна? Така, па во Центарот за ментално здравје моментално има над 160 корисници, граѓани, да речем, од овој град и околината.
А инаку во текот на овие 22 години па некаде има поминато повеќе, можеби од 2-3 пациенти и корисници на некој начин кои ги користат нашите услуги. Од тие 160 на кои што доаѓаат во центарот, доаѓаат сите во текот на еден ден или некои доаѓаат? Па доаѓаат различно, значи имаме ние тимски план, каде што имаме изготвено план, се договараме заедно со докторот и со социјалниот работник, како и медицинските техничари, нели, како да доаѓаат. Некои идат дневно, секој дневно, некои идат еднаш неделно, некои идат и на месец дена, а во зависност од местото на живење, ако се во градот идат почесто, ако се од страна до околината и од економски аспект ги гледаме тие работи, да ги заштедиме во однос на тоа да не патуваат често, да речем, и да се изложени на трошоци, па идат еднаш во месецот или пак 2 пати, во зависност. Пак ќе речем, од како сме договорени. Кој се може да и користи услугите на овој центар? Како може некој граѓанин, доколку има потреба од ваква помош, да стапи во контакт со вас? Дали функционирате по системот на мој термин или има некакви други принципи? Значи, ние функционираме преку системот на мој термин, значи секој граѓанин може да се закажи преку својот матичен лекар и да дојди на преглед, значи кај психијатар, кај докторот Кире, или пак да се закаже преку матичен лекар кај мене на психолог, значи. Значи функционира исто како и сите останати како и сите останати здравствени установи. Што ги даваме услугите за корисниците, има и одредени денови каде што функционира мој термин, односно амбуланта во склоп на центарот, каде што даваме и амбулантски услуги на пациенти надвор од корисниците што ги користат услугите во центарот, како и секој преглед каде што се оди, така можат да дојдат или кај мене или кај другите доктори што идат. Значи се закажува и преку матичен лекар? Да, преку матичен лекар е назначено дека тие прегледи се вршат во Центарот за ментално здравје, во амбулантата на центарот. Што се поседува оваа дневна болница, овој Центар за ментално здравје? Кажавме дека поседува дел каде што разговарате, но дали добива тука и некаква терапија, дали се занимаваат со некакви активности пациентите кои што доаѓаат? Целта на центарот е всушност тоа, да се ресоциализираат пациентите, да имаат некакви активности, сето тоа е во склоп на нивната терапија. Да имаат социотерапија, да имаат психотерапија, да имаат физичка терапија. Има тука во склоп на центарот има и пинг-понг маса, каде што можат во лето се трудат во околу одржување на дворот, пред центарот, пред бараката, што ние сега имаме некои новогодишни активности, украсување на центарот, има изработување на украси, има кујна каде што можат и да готват пациентите, да се соберат. Сето тоа во склоп за подобро функционирање и подобро вклопување во секојдневниот живот. Тоа е значи како дел од нивната терапија, кој со што сака да се занимава? Во принцип да, покрај она што го спомена докторот, нели постојат организираме внатрешно, значи и како групни терапии, односно каде што учествува лекар, нели, психолог, јас и социјален работник и медицинска сестра, каде што зборуваме на одредени теми или нивни потешкоти, зборуваме за некој одредено заболување или расстройство кое го имаат, па ги разбиваме тие конструкти или споделуваме размислување и мислења, нели, од наша страна, од стручен аспект, ама и од искуствен аспект од страна на корисниците. И то на сите останати корисници им помага како или да се препознаат во нивната симптоматологија, или пак да споделат некои искуства како ги минале некои нивни проблеми, или како да се носат во секојдневниот живот, во општеството, каде што функционираат и живеат во семејството и така натаму. Исто така ги вклучуваме во, значи, корисниците, ги вклучуваме нивните семејства, ги едуцираме за болеста кој што има членот, нели, од семејството. Му даваме совети како понатаму, да речем да функционира или да се однесува, како на што да се потенцира, да се посвети внимание на самиот корисник, нели, да му се потенцираат неговите квалитети и на некој начин да продолжи понатаму да функционира најнормално, условно кажано. Да се надоврзам на колегата Александар, значи за нашите пациенти најважна е поддршката, посебно домашната, семејната поддршка. За жал,
поддршка во општеството многу малце добиваат нашите пациенти, доколку ги знаат. Стигмата се уште постои и многу е тешко да се искорени кај нас. Ние се трудиме општо и како работници во доменот на менталното здравје да се искорени таа стигма за да може да им се помогне на тие луѓе. И тие луѓе се исто како сите нас, на кои што им треба помош. Најмногу од семејството, затоа сме тука и ние да им објасниме болеста, каков тип на болест е. Малку се неразбирливи нашите болести со кои што работиме, не се соматски, не се гледа ништо на човекот, а сепак се имаат мак. Да, она што секогаш е невидливо за човекот представува некој начин некаква енигма, можеби страх Така, и чувствува. затоа тука е стигмата и повлеченоста и дистанцираноста од овие пациенти и од овие корисници. Колку од нив се вработени во овој момент, дали се знаат тие 160 на кои што доаѓаат? Немаме точна статистика, ама има вработени кои што успешно функционираат во секојдневниот живот, па и во општествениот живот и се трудат да функционираат. Тука е наша помош од семејството, повторно ќе ја потенцирам. Имаме такви успешни приказни кои што се за приказ, да речем. Колку можеби на тие пациенти им е потребно зголемување на помошта која што ја дава државата, па бизнис секторот, дали имате некојаш остварувано ваков вид на средби за да се прифатат повеќе овие луѓе? За жал тука сме општо овие пациенти реков дека се неприфатени, претежно неприфатени во општеството и се нема разбирање претежно за нивните проблеми. А дека треба да има помош за нив. Сега јас како вработам во психијатриска болница Демир Хисар, често има општествени компании кои што донираат за потребите на психијатриската болница. Сакам да кажам за хоспитално лекување во форма на душеци, органи, перници, храна. За нив да. А за нашите пациенти, корисници во Центарот на ментално здравје, многу малку се. Ние тука сме да им помогнеме и во поглед на издавање документи за туѓа помош и нега, да им се помогне колку што можеме да извадат социјално, да извадат евентуално инвалидска пензија доколку имаат услови. Ние тука помагаме, ама колку имаат слух институциите околу нашите пациенти, тоа веќе е друга тема за која што може долго да се разговара. Како еве да се разбие оваа стигма која што постои во општеството? Тоа генерално е најголемиот предизвик. Најверојатно уште пред одамна, значи 10 на 15 години Светска здравствена организација даде акцент најмногу и ги кажа предизвиците во линија на психологијата и психијатријата, кога станува збор за ваквите корисници и пациенти, е надминување на стигмата и борбата како се тоа да не биде толку многу абстрактно или не разбрано од општеството и од нас граѓаните, нели? Па се работат доста најразлични проекти, но резултатите се, да речам, минимални. За жал, тоа најверојатно е до нашата конструктивност, односно нашата ограниченост или пак можноста да си ги отвориме видиците и да почнеме да пошироко гледаме во однос на ваквите пациенти и корисници. Но ќе споменам тука најмногу има влијание, негативно влијание историјата на филмографијата, почнувајќи од Хичкок, значи па наваму, нели и најразличните приказни и новинарски дури приказни кои што денеска ги читаме како наслови, кои изгледаат онака малку застасувачки и да речам на некој начин дури и грозно, што буквално ние како стручњаци и професионалци кои се занимаваме со вакви проблеми, често знаеме тоа да го критикуваме и зборуваме дека се уште не сме се обиделе да разбериме нешто или пак да се информираме повеќе или да научиме што представуваат ваквите расстройства на некој начин. Целта и трендот во светот е да се деинституционализираат установите како психијатриската болница во Демир Хисар, можеби не комплетно затворање, но ставање во функција на минимален број на пациенти, а останатите да доаѓаат во вакви центри, дневни болници, ајде да ги кажеме како што каде што вие работите. Точно.
Па целта исто на светска здравствена е што помалку болнички кревети да има во болниците, а повеќе да има дневни центри. Значи хоспитализациите да бидат кратки, а пациентите и одма да се префрлат во дневни болници. Препорачливо е да има вакви дневни болници во секој град, во држава, но за жал кај нас се само неколку. Би се надоврзал според програмата за развој и унапредување на менталното здравје во Македонија уште од 2012-13, не знам точно кога, има донесена програма за развој на менталното здравје и за унапредување со тоа што ние како регионална институција, ја за психијатриска болница Демир Хистар, треба да отвори дневни центри, односно центри за ментално здравје покрај Прилеп што го има и во Кичево, и во Охрид, и во Битола. Ама повторно ќе се надоврзам. Имаме доста пречки пред се кога ќе се спомни дека ќе се отвора ваков центар. Отпор од страна на граѓаните? Отпор од страна на граѓаните. Имавме скоро готов објект во Битола за отварање. Се најде на отпор од локалното население тука и не се успеа да се отвори центарот. Од што е стравот кај граѓаните? Тие се стравот кај граѓаните е од различноста, пред се би кажал. Ние како човек, како луѓе се плашиме од различност. Не можеме да ја прифатиме. И кога ќе се спомни психијатриски пациент, се мисли на нешто лошо. Секој мисли дека ќе го нападне во секој момент. Дека нешто ќе направат, дека нешто ќе се случи. А всушност има центри кај нас, ќе се навратам на тоа дека нашиот центар, па можам да кажам скоро 95% од граѓаните во Прилеп не знаат дека функционира. И никој не знае што е функцијата на таа барака што поминуваат постојано тука луѓе. А на толку многу луѓе им има помогнато за нормално живот? Да, има помогнато. Имаме навистина успешни приказни на пациенти и корисници кои што го користат центарот од самиот негов почеток. И целта на постоењето на ове, како што рече колегата, да се намалат хоспитализациите, со тоа се избегнува и стигмата, да се речи, еве овај и овај бил хоспитализиран во болница, внатре, а вака ги користат услугите, нашите услуги во центарот и си функционираат во секојдневниот живот. И тука е тргната стигмата барем за нив, дека не се хоспитализирани. Иако болестите се непредвидливи, се случува да бидат повторно хоспитализирани, може да се влоши болеста, но со идејното во Центарот за ментално здравје, тие хоспитализации, бидејќи се интервенира од наша страна, како тим, доктор, психолог, медицински техничар, и тие хоспитализации се многу намалени. Немаме, за жал, не сме ние по статистиката, немаме статистика, но може да се види дека хоспитализациите, посебно од Прилеп, во психијатриска болница се доста намалени од кога функционира центарот. Потребни ли се поголеми едукативни кампањи за граѓаните за да се разбие целата оваа стигма и да се дозволи отворање во другите градови на вакви центри за ментално здравје кои што функционираат на дневна основа, медиумски кампањи, едукативни, значи можеби издавање на некакви флаери и така натаму? Па знаете како, мислам, најголема реклама е самата приказна или искуствата веќе што ги имаат граѓаните, значи кај нас, што дошли побарале некаква услуга. Барем за нас е таа најголема реклама и да се покаже дека ваквите центри и те како функционираат и може да функционираат насекаде во државата. Да, и те како би биле добродојдени да се има се почесто се зборува за менталното здравје, да се зборува за ове, да речем на некој начин, потешкотиите што ги имат граѓаните, што му се случуваат на психички план, на емоционален план, па каде да можат полесно да не најдат или да се обратат, да дојдат. Потребно е медиумски кампањи секако, да речем тоа го прави Светска здравствена организација и други невладини организации каде што потенцираат и зборуваат најчесто за менталното здравје. Нели денот на Светскиот ден на менталното здравје е 10 октомври. Тогаш еден ден не е доволно да се одбележи да се зборува за менталното здравје, но сепак треба тоа да се случува, значи
и да се организираат некакви емисии каде што ќе се канат лекари, психолози да зборуваат колку е битно да се има вакви центри. На таков начин можеби ќе делуваме да поттикнеме да се отвараат и вакви центри, но и да се надминуваат тие бариери и конструкции, дека не е ништо лошо да се има вакво нешто кое функционира веќе 22 години. Тоа е голема традиција и мислам дека треба да се почитува, се цени, но и да се сака нештото. Нели дека да бидеме горди на некој начин што имаме ваков центар во нашиот град. И сакам да кажам дека после ковид ситуацијата почна глобално да се зборува колку е битно да грижата за нашето ментално здравје, но се надевам дека ова ќе допринеси и ќе помогне за понатаму да се почесто се зборува, нели, и да се отвараат вакви центри низ нашата држава. Во моментов колку вакви центри функционираат на ниво на држава? За жал, многу малку. Освен Прилепскиот колку? Освен Прилеп, исто имаме во рамките на болницата во Демир Хисар, исто имаме дневна болница, односно центар за ментално здравје. Мислам дека неофицијални податоци, знам дека постојаат центри за ментално здравје во Струмица и во Тетово, кои што се затворени, мислам. Во Кочани од неодамна се отвори пред 2-3 години, мислам. И што функционираат 3 центри, мислам дека се 3 во Скопје, под болницата, психијатриска болница Скопје. На некој начин, навистина можеби и за срамота, што нашите граѓани имаат ваков отпор кон пациенти кои што имаат некаква потреба, болест или состојба, ајде да ја кажеме, што можеби утре на секој од нас да ни се случи, па и ние да имаме потреба од ваков третман, а доколку нема вакви институции, ние би ја немале таа помош потребна која што треба да ни се даде. Само за споредба можам да направам, во Босна и Херцеговина има околу преку 70, сега не го знам точно бројот, 73 или 74 вакви центри за ментално здравје. Што некаде би дошло дека скоро секоја општина има центар за ментално здравје. Што е голема придобивка да се намалат хоспитализациите. Тука центрите за ментално здравје се важни од економски аспект, затоа што се намалува потребата од болничко хоспитално лекување, се помага тука државата, општо тие што ги даваат услугите, а и повторно ќе кажам, се избегнува стигматизацијата на пациентите. Центрите функционираат како амбуланта, никој нигде не е хоспитализиран, не лежи некаде, па после да се зборува за него. За нашите пациенти се зборува многу, за разлика од пациентите кои што лежат на хирургија или интерно, затоа што тие се, условно да кажам, по-нормални болести, отколку болестите со кои што ние работиме. Да, исто сакам да се надоврзам. Но ова исто и вие што го кажавте, автостигмата, односно она што самите себе или имаме представата за психијатриските пациенти е тоа што никој никаде нас не подучил или пак во образованието или пак во потесното семејство да ни каже дека постојат такви лица кои имаат потешкоти и дека тие не се ништо поразлични од нас, туку едноставно имаат само некои одредени попречености во нивното функционирање, што ние треба едноставно само тоа да го разбериме и во такви ситуации да знаеме како треба да се однесуваме, доколку ги имаме или пак да речем се сретнуваме. Во образованието, еве додека барем јас сум учел и основно и средно образование, ако имав предмет психологија, мојата професорка никош не спомнала дека постои таков центар за ментално здравје, што нели јас кога дојде моментот за да изработувам завршен испит, дознав дека постои таков центар, баш ме посочи од факултетот за да дојдам во центарот за ментално здравје. Искрено се почувствував малку срамено, заради тоа што не знам дека постои таков центар, а сепак сум млад, нели, и треба да допринесувам во општество и да делувам. Така да тоа беше за мене ново искуство, што разбеден конструкт во мојата глава. И секако сум горд, нели, на ова што го работам и што го работиме заедно, тимски, сплотено, и тоа ме радува, да речем, ова приказна сакам да продолжи уште многу долги години и да идат нови генерации што ќе работат, да речем, или што ќе изработуваат некакви проекти или ќе прават некакви донации во вакви центри
или ќе дојдат да сакат да научат нешто повеќе како функционира овој центар и што може да допринесе, значи сите што сакаат. Доволен ли е бројот на кадар кој што работи во центарот? Па во моментов не. Заради тоа што сум единствен само јас, психолог, на 160 корисници, тоа е премалку, да речем на некој начин. Имаме еден раководител, нели, докторот Кире, и доаѓаат уште неколку доктори од психијатриска болница кои работат амбулантски. Медицински техничари имаме само еден во моментов, треба да се вработат значи повеќе и да се вработи социјален работник, бидејќи тој моментално доаѓа од Демирхиса. Ова е минимум што би требало да функционираме поуспешно од досега што функционираме. Јас помна, господин Димевски, грижата за менталното здравје. Колку кај нас граѓаните се грижат за менталното здравје? Колку обрнуваат внимание на тоа или повеќе на физичките болести? Повеќе мислам дека се обрнува на физичките, на соматските болести. Некако се уште е баук менталното здравје. Иако Зошто? Поради некаков страм или? па и едното и другото. И страв и срам. Некако уште кај нас живее она ајде да излеземе на кафе да си ги кажеме проблемите. Да, и тоа е помага еден вид на терапија. Ама друго е да се добие стручна терапија. Многу ме радува што во последно време се повеќе млади се решаваат да дојдат, да поразговараат, да побараат помош. И отворено разговараат за своите проблеми на психички план. Се повеќе млади се изложени сега на булинг, на изложеност на социјалните мрежи, социјални класни разлики, за жал, се поизразени во финансискиот статус. Иако не треба на тоа да се гледа, ама сепак такво ни е општеството. Колегата Александар ја спомна короната, после короната се зголемија барајната за психијатриски прегледи и прегледи ке психолог. Мислам дека одиме во позитивна насока, ама треба се уште, како што спомнавме, да се работи, да се промовира менталното здравје, да се зборува дека грижата за ментално здравје значи грижа и за соматското здравје. Многу болести на соматски план знаат да произлезат од психата, затоа ги викаме и психосоматски болести, така да доколку се среди менталното здравје, човекот може да биде и соматски здрав. Уназад неколку години имаме една кампања на светско ниво која што е поврзана со месецот ноември, насловена Movember, која што е поврзана со машкото здравје, па колку еве мажите како малку посилен, потврд пол се одлучуваат да побараат ваков вид на помош или пред се доаѓаат припаднички на понежниот пол? Не би правел разлика кој колку доаѓа, сите сме исто луѓе, мислам дека нема разлика, болестите ги зафаќаат сите, и мажи, и жени. Не, колку се охрабруваат да дојдат кај вас? Повеќе се охрабруваат. Не можам да кажам дека некој се охрабрува повеќе, а мислам дека подеднакво е барањето за помош од стручно лице психијатар и психолог, исто и кај мажите и кај жените. Повеќе новембар кампајната е кампајна за соматско запазување на соматското здравје кај мажите. Октомври е месец за запазување на женското соматско здравје. А за жал за запазување на менталното здравје немаме месец, освен 10 октомври како меѓународен ден за грижа на менталното здравје. 360 дена, како што кажавме, на вистина премалку само еден Така, ден. и тогаш за жал, спомна колегата, се одбележува медиумски само за еден ден, другиот ден како ништо да не било, се заборава грижата за менталното здравје. Знаете како да, грижата за менталното здравје е осетлива тема да се зборува или да се споделува на некој близок пријател. Понекогаш да, охрабрувачки е, нели, да кажеш на својот другар, пријател или на партнер дека нешто ти се случува, но сепак мислам дека повеќето граѓани морат да разберат дека грижата за менталното здравје е првенствено една од најважните, да речам, од сите овие, нели, од соматското здравје е битно, но не можеме да имаме никакво здравје ако немаме пред се ментално здравје. Значи мора ние првично да бидеме добро да се чувствуваме во своја кожа, значи да имаме да се чувствуваме задоволно на психосоцијален и емоционален план, па понатаму така подготвени да реагираме на нашите предизвици или пак ако се појават некои соматски болести, нели соодветно да се носиме, да се припазуваме на правилата, да се лекуваме и така натаму.
На 23-ти имате едно мало одбележување за 22 годишното постоење на центарот. Еве за крај една порака од двајцата која што би ја упатиле до граѓаните кои што го следат и ќе имаат можност да го погледнат ова интервју. Што ќе биде тоа На што ќе им порачат? 23 е скромно одбележување за корисниците од центарот. Така, мала забава за корисниците. Чисто не успеавме поради состојбата со корона пандемијата да се одбележи пред 2 години. Па наидовме разбирање на раководството од болницата да направиме едно мало одбележување, да ја прославиме ова успешна приказна што имаме 22 години, а инаку до гледачите општо да не се срамат да посетат психијатар. Да, мислам, Тука сме за нив, за да им помогнеме. да, и целта е мислам на нашето појавување тука и гостувањето тука е да поттикнеме граѓаните да се охрабруваат и да бараат помош доколку чувствуваат или имаат некакви потешкоти. Некои работи не се решаваат, значи со некакви да речем користење на лекарства на своја рака, конзумирање на алкохол, дрога или пак некои други начини и методи. Целта е да дојдат да побараат помош и да на вистинско место, нели, и да успееме да направиме да се чувствуваат подобро, да речем, и да си продолжат да функционираат во секојдневните обврски и предизвици што ги очекува нивниот живот. Ви благодарам за гостувањето, за двојното време. Еве, јавно кажуваме дека Инфокомпас ќе биде секогаш тука за промоција нови успешни приказни и за ваша поддршка. Се надевам дека ова интервју нема да биде ниту последно, иако е прво ваше гостување тука. Благодарам за поканата. Драги гледачи, тоа беше разговорот со психијатарот Кире Стојановски и психологот Александар Димески од Центарот за ментално здравје, кој што е дел од психијатриската болница во Демирхисар и функционира во нашиот град. Како што имавте можност да слушнете, ова е навистина една повеќе од 2 децении успешна приказна која што им помогнала на илјадници наши граѓани и еве да ги послушаме нивните совети дека треба сите ние да се грижиме за нашето ментално здравје, да немаме стигми, страв, ниту срам да ги искажиме нашите проблеми и потреби со кои што се соочуваме. Тоа беше интервјуто на оваа тема, со нови информации се гледаме во следното издание на Инфорегион.